Може. Почитувани граѓани, раководството на Елем и власта на Никола Груевски треба веднаш да излезат и да кажат дали РЕК Битола е пред колапс. Од вчера повторно не работи блок 2 на Рударско-енергетскиот комбинат. Само пред 2 недели беше последниот испад на овој блок на 2 јануари. Поради дефект, надвор од функција до пред 5 дена беше блок 1, цели 105 дена, од 6 октомври до 11 јануари. Последниот испад на блок 3 беше пред 5 дени. Поради испадите, во ризик се вработените во комбинатот, затоа што со вакви дефекти РЕК Битола е како темпирана бомба. Во моментов, во бункерите за складирање на јаглен, има само за 3 до 4 дена работа на сите блокови заедно. Квалитетот на доставениот јаглен е под минималните стандарди. Се транспортира земја и кал, а се надоместува со користење на мазут. Ако во 2004, 2005, 2006 година во просек се користеа 12.000 тони мазут на годишно ниво, лани оваа количина е неколку пати зголемена. Во 2013 година потрошени се 30.000 тони мазут, а во 2014 година се очекува пресметките да покажат зголемување. Најголемиот енергетски производител во Република Македонија, РЕК Битола, е во очајно катастрофална состојба, иако за реконструкцијата на блоковите се потрошени стотици милиони евра народни пари. Ова резултира со намалено домашно производство на струја. Ова значи потреба од увоз на струја од странство. Ова ги зголемува трошоците на граѓаните на Република Македонија. Бидејќи еден од столбовите на електроенергетскиот систем во Македонија е во постојани дефекти, а проблематично работат и другите енергетски капацитети на Елем, прашање е кога ќе слушнеме за ново покачување на цената на електрична енергија. Ова само ги потврдува наводите дека тесна група на власт за бизнис интереси свесно го колабира домашно енергетски систем, во што ги вовлече и државните компании МЕПСО и Елем. Како и за МЕПСО, повикуваме раководството на Елем веднаш да си поднесе оставка. Порачуваме дека сите што учествуваат во уништувањето на енергетскиот систем во земјава ќе се соочат со својата одговорност.